Добродојдовте, почитувани гледачи, во оваа трета емисија Лилма. Денеска ќе зборуваме за една доста интересна билка. Една билка која што навистина треба да се обрати многу пажња. Една билка која што е доста заборавена, ја знаат во одредени делови во нашава Македонија, но затоа одлучив да направам оваа емисија и да зборувам за оваа билка, а тоа е Богородичното нане. Верувам дека можеби ја немате слушнато, можеби некои имаат слушнато. Богородичното нане, или уште позната во народот како Богородица, како Богородична трева, како Џоџун, Џоџан, див босилек, планински босилек, има доста имиња, или по латински непета нуда. Е всушност билка која што може да порасне до 1 метар во височина. Се карактеризира со тоа што незиното стебло е четириаголно, незините цветови се лилјакови или некогаш розови, зависност од тоа каде билката расте. Се среќава на суви места, исклучително на планински места, значи само на планини расте. Ја има доста кај нас, да речеме, во Леуново, ова е токму од Леуново, значи Леуновски, од Леуновскиот крај. Доста луѓето ја познаваат во Берово. Има во Берово исклучително премногу, во изобилие. Малешевскиот крај. Потоа имате на Галечник. Значи претежно на сите планини може да се сретне оваа билка. Карактеристично за неа е тоа што има еден јак мирис. Значи кај неа, бидејќи како резултат на етерското масло кое што таа го содржи, значи има доста јако етерично масло кое што мириса навистина јако. Оваа билка во народната медицина наоѓа широка примена, која што за жал кај нас, повторно ќе кажам, доста заборавена билка која што не се зборува многу. Билка која што дури имам спомнато и во мојата книга Даровите на мајката природа, која што верувам дека после оваа емисија ќе ја берете, ќе ја сакате и секако ќе ја употребувате како лек. Во составот на оваа билка, како што реков, се наоѓа доста камфор, се наоѓа етерично масло, поготово ставам акцент на етерското масло, кое што действува антибактериски и антивирусно. Значи, оваа билка во народната медицина е позната како билка за сите болести. Зошто? Бидејќи има широк спектар на лечење. Самото име Богородица кажува дека всушност помага кај доста заболувања. Ево овде можете да видите во свежо стање, значи ова е всушност Богородичното нане, кое што јас го имам во мојата градина и го донесов овде за да можете да го видите, значи сега е во тек на растење. Се бере негде летоска, односно од месец јуни па се до месец август ја има оваа билка, може нели да се најде. Доста значи со самото протривање на листовите веќе можете да помирисате, односно да го мириснете самиот јак мирис кој што испаѓа, додека пак цветот има нешто по јак мирис и бидејќи највише концентрирано етеричното масло во цветовите. Се употребува кај проблеми со депресија. Доста добре кај сите нервни заболувања. Бидејќи действува смирувачки, има седативно действие, па би ја препорачал да се употребува кај анксиозност, депресија, кај страв, проблеми со тахикарди, проблеми со срцеви пречки, кај луѓето кои што имаат уплав, кај луѓето кои што имаат страв, одлична билка да се употреба бидејќи смирува. Поготово е доста исто така добра кај луѓето со епилептични напади, астматични напади и панични напади. Треба да се употребува, треба да имате сите, секој треба да има во неговата куќа, бидејќи како што реков има широка примена на лечење. Освен што помага кај нервни заболувања, доста добра кај проблеми со желудник, поготово кај луѓето кои што имаат зголемена желудечна киселина, односно рефлукс, бидејќи действува на намалувањето на желудечната киселина. Потоа може да се употреба кај меланхонија, доста е добра за јакнењето на срцевиот мускул, за имунитет. Во комбинација со бела ајдучка трева ја имам применувано кај лечење на камен во бубрезите и верувајте има дадено одличен ефект.
Познавам и еден мој друг колега кој што е од Беровскиот крај, значи тој всушност ја применува оваа билка за лечење на камен во бубрезите и песок. Како што реков, има широка примена за лекување, а поради присуството на етерично масло се употребува кај лечење на различни бактерии, како од типот на Escherichia coli, Helicobacter, Salmonella и сите други бактерии, но овие три се најкарактеристични. Има антивирусно дејствување, а со тоа се употребува кај грип, кај бронхитис, кај настинки, проблеми со горен и долен респираторен систем. Може да се употребува кај, поготово ја препорачувам за луѓето кои што имаат проблеми со стерилитетот. Поготово кај оние каде што медицински е севоред, но сепак не можат да имаат дете. Зошто? Бидејќи кај нив е активиран стресот. Кај нив всушност се активира стресот, а со тоа се грчат органите, односно половите органи. Оваа билка токму дејствува на опуштање, како што реков, и во комбинација со маточина или сама може да се употребува, одлични резултати дава кај лечење на неплодност, поготово кога позадината е всушност потиснат стрес. Може да се употребува во комбинација со други билки, но може да се употребува и сама. Доста добри резултати исто така има дадено кај лечењето на анксиозност и депресија, бидејќи дејствува на смирувањето на организмот, дејствува на обновување и регенерација на самите нерви, а со тоа го смирува и самиот организам. Едноставно, значи, се припрема, како што реков, лековити цели. За лековити цели се употребува надземниот дел од билката, односно негде околу 50 до 60 сантиметри од надземниот дел се сече, се суши на провени места, значи листот со цветот заедно, и потоа се иситнува и се употребува за чај. Како се припрема всушност чајот од Богородично нане? Значи се припрема со следнава постапка. Потребно ви е околу една супена лажица Богородично нане, се става во една шолја. Потоа се попарува со 500 мл зовриена вода. Го поклопувате веднаш, бидејќи како што реков, сите билки кои што имаат етерични масла треба веднаш да се поклопуваат за да не се испари етеричното масло. Бидејќи со испарувањето на водата испаруваат и етеричните масли, всушност ако го оставите отворено, ќе испара сите лековите супстанции, всушност сме добиле само еден убав напиток за уживање, а не и лек. Се остава да остои 30 на минути, потоа се процедува и се пие 2 до 3 пати на ден по една ваква шолја. Се пие 2 недели, потоа се прави пауза од една недела и повторно по потреба се повторува самиот третман. Оваа билка исто така доста е добра да се употребува кај женски, односно гинеколошки проблеми, поготово кај бел исцедок, односно бело прање. Доста добар е кај за нередовна менструација. Поготово жените кои што имаат проблеми со болни и нередовни менструации би ја препорачал да се пие оваа билка, поготово 8 до 10 дена пред започнувањето на циклусот треба да пијат оваа билка за да може самиот циклус да се среди и всушност болките кои што ги имаат во тој период да се смират, бидејќи како што реков има едно седативно дејство. Јас од оваа билка изработувам и ликер, кој што, односно ракија, која што е превкусна и би ја препорачал да се имате во вашиот дом. Одлична е за уживање, поготово кога нели имате пријатели на гости или роднини, не е битно кој. Се спрема доста едноставно, значи земате едно шише обично, стаклено, се наполнува лесно, можете со сува или со свежа билка, Богородично нане, се наполнува до врв, лесно, лефтерно, без гмечење на билката. Потоа наливате со 1 кг ракија и додавате една шолја, негде околу од 250 мл мед. Можете и шекер, не е битно. Се остава да стои на сонце 21 ден до 40 дена со секојдневно проклатување. Потоа се процедува и се пие по една ракиска чашка на сабајле гладно или било кога во текот на денот, бидејќи овој ликер е одличен за уживање, но може да се употребува и кај стресни ситуации. Можете да се изработите и тинктура од Богородичното нане, која што се спрема на следниот начин. Значи се зема во една тегла, сува секако, значи полните негде околу 20
ви треба 20 грама богородично нане, потоа налевате 100 мл ракија, домашна ракија, ја затварате и ја оставате да стои на собна температура 21 ден. По 21 ден ова се процедува и се пие по 20 капки 3 пати на ден разматени во 100 мл вода. Половина час пред јадење е многу битно. Оваа тинктура, како што реков, е доста добра да се употребува кај панични напади, поготово ако во моментот осеќате дека сте пред паничен напад или епилептичен напад или астматичен напад, може да се зема и до 30 капки 2 до 3 пати на ден пред самиот напад или пред некоја стресна ситуација. Доста помага кај нервози, би ја препорачал кај оние луѓе кои што се доста напнати, кои што се константно нервози, за оние кои што имаат проблеми со самите емоции, одлична билка, бидејќи действува смирувачки, значи го смирува организмот, а со тоа ве опушта и всушност ве става во една позиција на релаксација. Во комбинација со други билки, значи може да се употребува за нервни заболувања во комбинација со маточина, може да се употребува со јаглика, може да се употребува со коприва. Исто така можете да употребувате и со камилица, со лаванда, цветот хмелј, рузмарин и така натаму. Значи може да се комбинира, како што реков, со други билки, но може да се употребува и како самостална билка. Се надевам дека после оваа емисија, дека ќе ја барате оваа билка, ќе ја најдете и секако дека ќе ја употребувате оваа билка, бидејќи навистина е една доста магична билка, доста заборавена билка, како што реков, и билка која што не се обратува пажња. Се надевам дека, како што реков, ќе ја берете, ќе ја употребувате и ќе ја преминувате како ваш лек и како ваш, избор на билки. Ви благодарам што бевте присутни во оваа наша емисија. Ви благодарам за вашето присуство. Бидете здрави и секако запометете дека за секоја болка има и билка. Поздрав, се гледаме во наредна емисија.